вклучување на лица место ќе биде едно подсетување за возачите, односно дека од утре започнува задолжителната обврска за поседување на зимска опрема на возилата. Што поточно се подразбира под зимска опрема и всушност што доколку не го почитуваме овој закон, односно не ја исполниме оваа законска обврска, какви санкции следуваат? Во продолжение многу повеќе во однос на оваа тема слушаме од мојот денешен гостин Владимир Атанасовски од АМСМ Контакт Центарот. Да му посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток напоменав дека она кое што најпрво би требало да го знаат сите возачи, што поточно се подразбира под терминот зимска опрема? Задолжителната зимска опрема започнува со важност од утре 15 ноември и се подразбира за сите возила до 3,5 тони. Задолжителна зимска опрема се подразбира зимски гуми на сите 4 тркала со минимална длабочина на шарата од 4 мм или доколку се нема зимски гуми, треба да се има летни гуми со исто така со минимална шара од 4 мм со задолжително поседување на синџири. Дали тоа значи дека не смееме да имаме на возилото, односно да поседуваме универзални гуми во овој период? Се подразбира или зимски гуми или летни гуми со синџири, тоа се подразбира под задолжителна зимска опрема. Кажете ми, доколку не се почитува оваа законска обврска, какви санкции следуваат за возачите? Санкцијата за возачите е 45 евра за непоседување. Ние секако ќе препорачаме до сите кои што се вклучуваат во сообраќајот заради општата и сопствената безбедност да се поседува оваа зимска опрема. Освен зимската опрема, која што е задолжително да се поседува според законот, што се препорачува да се носи во возилото во тие зимски услови при едно патување во текот на зимскиот период? Ќе препорачаме до сите кои што се вклучуваат во сообраќајот, како што кажав, и поради сопствена и поради општата безбедност на сите учесници во сообраќајот да поседуваат дополнително и метла и лопата која што во случај на големи количини на наврнат снег може да многу да се најдат од помош. Во текот на зимскиот период, освен тоа што треба да ја поседуваме таа зимска опрема, треба да внимаваме, мислам секогаш треба да внимаваме, но најмногу зимските услови со оглед на тоа дека временските услови не се секогаш најпогодни, често имаме врнежи од снег, од дожд па и мраз. Колку често добивате повици на линијата за помош на пат 196 и какви интервенции најчесто се прават токму на патиштата? Во зимскиот период од годината, кога има врнежи од снег, добиваме огромен број на повици за помош. Интервенираме секаде каде што тоа временските услови го дозволуваат и каде што има технички услови за извршување на нашата интервенција. Има многу заглавени возила кои што заглавуваат поради немање на соодветни гуми во такви услови. Тоа е чест проблем, такви повици се, како што кажа, веќе огромен број во зимскиот период. Најчесто на планинските премини во западниот дел од државата се тие ситуации кога добиваме повици за помош на пат. Пред самиот крај верувам дека овој одговор на некој начин треба да биде и апел за нашите гледачи, оние кои што се возачи. Па уште еднаш порака до нив, на што најмногу да внимаваат кога патуваат во зимскиот период? Во зимскиот период значи апсолутно да се прилагоди брзината на движење на моменталните услови за возење, да се одржува поголемо расстојание помеѓу самите возила заради безбедност. Дополнително, значи, пред да се тргне на пат, задолжително сите кои што се вклучуваат во сообраќајот да се обратат на нашиот телефонски број 15555, за да ја добијат актуелната состојба на патиштата или да ги користат нашите медиуми на интернет на amsm.mk или нашата мобилна апликација. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека ова на некој начин беше мало подсетување за сите учесници во сообраќајот, особено за возачите. Од утре 15 ноември започнува законската обврска за поседување на задолжително поседување на зимска опрема на нашите возила.